Ковачевски очекува конструктивна лидерска средба, ама знае дека техничка влада ќе има. Првиот човек на владата посочи дека се надевал на плодна дебата и заедничко донесување на датум за избори и посочи дека истите ќе биле во редовен термин. Се повеќе се надзира дека за Ковачевски е прифатлив 8 мај како датум за споени избори, иако тој на цел глас зборуваше дека изборите ќе биле раздвоени. Сепак Ковачевски се легна на брашното и сега во собранието заедно со сите парламентарни партии ќе договара датум, а неверојатно и ќе се дискутира за функционирањето на техничката влада на студена пред избори. Мај нуди можност за такво нешто, председателски и парламентарни избори, при тоа треба да се почитуваат и верските празници, бидејќи знаете дека април е месец на Рамазан, почетокот на мај, самиот почеток на мај е месец на Великден, и имајќи ги во предвид верниците кои што ја честуваат и христијанската вера и муслиманската, треба да биде определен датум кој што ќе одговара и на одржување на демократски избори и на чествување на сите празници. Иако Ковачевски во март годинава зборуваше дека пржинскиот концепт за влада на Македонија не е потребен. Сега кога на ДУИ е потребен таков концепт за да се реализира договорот за технички албанец премиер, Ковачевски е јасен. Техничка влада ќе има, оти кратко било времето за да се укине, а и немало консензус. Веќе од она што може да се види во јавноста преку изјавите на политичките партии, не постои консензуално расположение за нејзино укинување сега на краток период пред одржувањето на изборите, меѓутоа секако дека постои расположение да биде укината со важност од следните избори. А ВМРО ДПМН, токму на местото каде денеска Ковачевски даваш изјава, односно македонски брод, порача дека не се согласуваат со техничка влада и дека се подготвени да се смени законот, иако со тоа тие би изгубиле заменици и технички министри. И додека партиите се подготвуваат за предстојните избори, се чини дека премиерот Ковачевски, заради недостатокот на идеи како да ги протурка уставните измени, кои тој ги вети без да се консултира со опозицијата и пошироката стручна јавност, истите ги турка под тепих. Иако неофицијалниот рок за да се донесат истите истекува на крајот на годинава, премиерот без концизен одговор кога ќе се донесат и што ако не се донесат. Можеби првиот човек на владата не знаеше да каже кога ќе се гласа за внесот на бугарите во уставот, ама знае дека ќе победи на изборите, иако повеќето анкети покажуваат катастрофален пораз за неговата партија. Ама Ковачевски не им верува на анкетите, убеден е дека ќе победи и ќе формира влада. А како што кажа, неговата кола, алудирајќи на неговата влада, возела кон Брисел и во 2030 година ќе сме станале членка. Тогаш Ковачевски ќе организирал настан каде сите македонски државјани со странски пасоши ќе дојдат и ќе ги вратат. Оти нашиот пасош ќе бил со звездите на Унијата. Ќе направиме настан на кој што нашите граѓани ќе можат да ги соберат пасошите кои што ги имаат зимано од други држави, за да може да работат во Европска унија и да им ги вратиме